изготвена от групата за дигане на восстание и като ден за обявуване на възстанието за определяне 2 август на македонския празник Свети Илия, на помощта на председателя Рудолица на Дамия Груев. По подготовката за восстание в Османската империя на 2 август 1903 година на православния верски празник Свети Илия Илинден започнало восстанието. Денът на восстанието било абсолютно тайна за турската власт. Най-крупна восстанища акция и най-голям успех на восстанието освободуване на града Крушево, Карадикова, Карев поддържал договор за освободените граждани. За партията на властта бил избор Ангел Динов, който е бил по националност власт. За партията на републиката бил избор началникът на щаба на крушевските въоръжени сили Никола Карев. От турското и мусулманското население на Крушевската околие е опасна прокламация на македонски язик, познати от Крушевски манифест. Ние еднакво за новата македонска история за издигуването на нови енергии към четвърли на националните рамки, както ще това населя овој Крушевски манифест. Първата задача на веќе консолидирани от историята е било да побрати Крушево. Това мускула на армията на 18.000 луѓе под команда на партия Паши. Турската войска се разделение върнало с създаванието подигнати от останиците и за толкова го бомбардирали градът. Около 15 000 население понадобна на щабът, младостта градът се крие в близките планини. Иако немецкото восстание трябвало само 12 дена, представало небрията и изненадување не само за турската държава, но и за много други големи и малки държави во Европа, кои полагали право на наследството на Османската империя. По съдържанието на немецкото восстание на македонската революционерна организация доживява въпросът мир. Таа била поделена на минало 2 гледаща и отворена по-надолу организацията. На едната страна били они, които се залагали за освободуване на Македония със свои собствени сили. Тъй че numele економистичката лева стоя на Смолов, начало с Грочи Петров, Пере Тошев, Яни Камър и Димов Печедимов и други. Нас разделена била консервативна съседна струя, която се чинували сепаратистите на Върховният комитет в комисиите, кои сметали или се съмневали дека Македония без поддръжка на некоја от съседните държави в преден план България не може да очекува освободување или автономија. Ovo било една от причините за разпад на Смолов, како и за върховистени области. В университетното прекупување десницата била провазена и се дошло до мислење дека е потребно одржување на нов комплекс. За местното одржување било решено да биде Савилскиот манастир на крајот септември, почетокот на октомври 1905 година. На тој комплекс бил донесени бил донесен нов устав приказали. Организацијата отфрла називот тајна и се прекрстила во надежно македонско последна организација. За овој следствен комитет зачнено би били изразени Дамјан Груев, Петар Тошев, Петар Кованцов, за редактор на Петар Кованцов, за редактор на последниот лист Димов Печедимов, а за секретар Ангел Манастиев. По Рилскиот комплекс целата дејност Зморов се обидува да ја определи за самостојност на македонското ослободително движење. По разликот на конгресот, тие влегуваат во контекст на Младотурскиот комитет преку Јан Кандан. По Младотурската револуција се залага трансформално Македонија по легален политички живот. Нешто подобно организацијата ја формира Народна федеративна партија, во која задима активно учествува во создавање и ръководството, при што во турскиот парламент имаат свој пратеник Димов Печедимов. На неите во невината програма се предвидувало Османската империја да се реформира како източна федерација, а за властите да онуправа на Македонија во рамките на Османската империја и барање за решавање на главното прашање. За жал, која деле власта во Турците не ги спровеле реформи дома како што ресували и задржале своите феодални институции, дури го оставили султанот и напредната владење. Надлазно, Турците поведуваат рестриктивни мерки. Биле донесени закони против освободените револуционерни чети, против работничките штрајкови и против политическите сдруженија. Со тоа било отворена можност за добивање на автономија на Македонија. Мојот колега го опати периодот од самото создавање на ВМРО, па се до завршувањето на Младотурската револуција или до превршувањето на Балканските војни.
Го поделихме материјалот, бидејќи мислевме дека самото ВМРО како идеја и како партија има повеќе етапи, од која една од етапите е всушност заснувањето или делувањето на ВМРО во делот после Балканските војни. Значи, за време на Милосовската револуција, како што рече мојот драг колега, самата ВМРО делувала легално. Значи, делувала легално, формирајќи Народна федеративна партија, истата таа партија имала свој слава, во која главна цел била формирање на Балканска федерација. Меѓутоа, очигледно е дека младоците не биле за таа цел и по застапувањето на својата власт, утврдиле дека доколку дадат порада на малцинствата, може тоа да им се врати како бумеранг. За таа цел, македонските патриоти и македонските недоуседени имали идеја да ги помагат соседните држави, мислејќи дека соседните држави во најавата кога ќе нападат Македонија и се борат со институциите за да се формира една независна држава. Во првата Балканска војна, кога српските, грчките и бугарските војски навлегуваат во делот на Македонија, всушност македонските револуционери се оние први кои влегуваат во градовите, ослободувајќи ги пред да дојдат окупаторските држави. Меѓутоа, со завршувањето на Првата Балканска војна и подоцна со завршувањето на Втората Балканска војна, се обидува карактерот на овие држави со самото подпишување на мировен договор во Букуреш. Подпишувањето на мировниот договор во Букуреш, а подоцна и во Лондон, каде што било всушност официализиран Букурешкиот мировен договор, Македонија 1917 година представува држава која е распарчена. Распарчена помеѓу три држави во кои македонскиот народ повторно се појавува како породен, повторно се појавува без парада. Тогашната мисија на ВМРО била да пишува и единствено место основно била да пишува писма, а малку по-револуционерните обеди на чело со Јан Сандамски дури имале идеја да извршат атентат на бугарскиот крал или Феликс Фердинанд. Во 1914 година започнала Првата светска војна и како што наситиме волната едно од главните фронтови бил фронтот Солунскиот или така наречениот Македонски фронт, кој се простирал низ целата територија на Република Македонија. Тогаш македонците биле тврдени като живот соколско место, а за жал, без никакви права и борејќи се за различни идеи во различни војски. По завршувањето на Втората светска војна, повторно се разготуваа некои идеи за ВМРО, во кои се ведено изпраќале писма кои требаше да ги испратат во делот на Париската мировна конференција, каде што ќе се објасни и ќе се образложи идејата за независна Македонија. Таквите писма биле доста опасни за бугарскиот двор и бугарскиот двор за таа цел повторно ги активира револуционерните врховистички комитети кои биле против македонското движење. За таа цел било формирано крило од самото ВМРО, тука веќе самото